Почитувана јавност, во изминативе 3 години, додека ја имаме честа од граѓаните да ја предводиме власта, реализиравме огромен број на мерки и политики со кои ја зголемивме понудата на работни места и го олеснивме патот до прво вработување на младиот човек. Стапката на невработеност кај младите лица денес изнесува 35%, што е значително пониска од 2016 кога беше 49%. А до 2024 година планот е стапката на младинска невработеност да ја намалиме под 17%. Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување продолжува со рекорден буџет за 2020 година од 1 милиарда и 300 милиони денари. Директна поддршка на младинското и женското претприемништво преку грантови од висина од 5.000 до 15.000 евра. Обезбедуваме поврат на персонален данок за сите нововработени до 29 години во првите 2 години од работењето. Во поранешното македонско село формираме стартап село, кој ќе нуди физички простор за живење и работа на млади луѓе со започнат бизнис или бизнис во подготовка. Продолжува мерката за 3.000 денари месечен младински додаток во производството за вработени млади лица до 23 години, со завршено најмалку средно образование. Изборот, почитувани граѓани, на 15 јули е помеѓу силна економија, шанса за младите луѓе или шанса за ново богатење и криминали на ВМРО ДПМН и бркање на младите од нашата држава. На 15 јули младите граѓани, младиот човек ќе изберат силна, развојна економија, одбираат парите уште повеќе да завршуваат во нивните буџети за да биде уште подобро за сите нас.